Почитувани гледачи, добар ден и поздрав од спортската сала во Куманово, каде за неколку моменти треба да започне дерби на преворот на првата лига ракомет мажи, каде ќе се сретнат тимовите на Куманово и екипата на Ринија од Чаир. Подсетуваме дека двете екипи се во врвот на табелата на првата лига и ќе се обидат до крајот на првенството да се изборат за второто место кое ќе донесе пласман во суперлигашката елита. Само за подсетување, во првиот дел на првенството екипата на Куманово загуби тесно со 1 гол разлика на гостувањето во Чаир, па еве прилика денеска кумановчани да се реваншираат на тимот од Скопје. Со напомена дека екипата на Куманово денеска ќе настапи без неколку стандардни правотимци. Ќе го нема голгетера од Тасевски, потоа Мартин Ангеловски, Давид Кузмановски замина во странство. Значи, на некој начин првата бековска ударна тројка ќе ја нема во тимот на Куманово на денешниот напревар. А ќе недостасува и кружниот нападјач Трајчевски. Значи, со еден збор екипата на Куманово денеска настапува мощно славната во овој исклучително важен напревар. Студијска двојка на денешниот напревар. Го регистрираме првиот гол на преворот, водство на гостите со 1:0. Стрелец на голот беше Стојановски. Напад за Куманово. Неуспешен обид. Биеше со број 7 Денковски. Значи судијска двојка на денешниот напревар Вукашиновски и Трајковски од Скопје. Делегат на напреворот е Костенче, исто така од Скопје. Еве, на брзина гостите победуваат со 2:0. Со број 7 тоа е гол на Идризи. Значи, уште еднаш ќе напоменам дека ќе биде исклучително тешко за ракометарите на Куманово без неколку стандардни правотимци. Меѓутоа и со овој далеку помладен состав, тимот на Куманово ќе се обиде да забележи победа. Уште еднаш удар на Денковски, повторно бие покрај левиот дирек, шанса за Ринија да зголеми на 3:0. Помина 2,5 минути од надпреварот. И сега чист Зицер не успе да погоди Денковски, а на спротивната страна казнува со број 4 Анđелковиќ и тоа е веќе 3:0 за Ринија. Со број 2 организатор на играта е младиот Бојан Клековски. Со број 24 Цветковски.
а со број 9 е Петрушевски. Нов слаб удар, доста неорганизирано го започнаа на преворот, ракометарите на Куманово направија доста грешки во нападот, немаат идеја. Еве скоро 4 минути домаќинот без постигнат гол. Пробивање во право се судиите. Еве сега шанса Куманово конечно да го постигне првенецот на овој напревар. Смирува младиот Клековски. Инаку на клупата на Куманово од неодамна е познатиот ракометенас од градот Горан Миладиновски, кој го наследи Љубиша Димковски. Обид на Клековски, добро беше изблокиран неговиот удар. Беше мощниот лош удар, брза контра и тоа е веќе 4:0 за гостинскиот тим. Втор погодок на Анđелковиć. Анđelковиć уште еднаш и 5:0. Трет гол за ракометарот на Ринија. После само 6 минути екипата на Ринија има водство од 5 гола разлика, води со 5:0. И конечно гол за Куманово. Еве по 6,5 минути прв погодок за домашниот тим. Стрелец на голот Спасич. Сега е потребно да се одигра добро во одбраната, да се малку консолидира играта на екипата на Куманово, па може би ќе дојдат и подобри минути за домашниот тим. Анđelковиć четврти гол. За сега тој е најдобриот поединец во екипата на Куманово, односно во тимот на Ринија, се извинувам, а интересно до сега домашниот голман немаше ниту една успешна интервенција. Нова грешка на ракометарите на Куманово. Да видиме дали ќе има гол ова брза контра и неверојатно чиста ситуација. Уште еднаш домаќините промашуваат Зицер, останува 6:1. Сега судиски тајмаут, на повреда се жали еден ракометар на Ринија. Се лути домашниот тренер Горан Миладиновски и сосема е во право.
Оваа ситуација едноставно мораше да биде искористена. На повреда се жали Лјатифи, ќе мора малку да се одмори, на негово место со број 18 е Синани. Ангелковиќ, Стојановски, Ангелковиќ, повторно Стојановски. Добро замислено, меѓутоа не успеа таму со број 18 Синани. И сега уште еднаш проектил, пети гол на Ангелковиќ. Седмост према 1 води Ринија. Помина 9 минути од првото време. И уште еднаш лошо додавање. Нов гол Ангелковиќ, шести погодок. Осум спрема 1. Убедливо водство на екипата на Ринија, меѓутоа сега Клековски е прецизен, намалува на 8 спрема 2. Нов погодок, 9 спрема 2. Премногу лесни голови примаат ракометарите на Куманово. Многу играат деконцентрирано во одбраната. Меѓутоа уште еднаш ќе напоменам дека денеска Куманово игра без своите 4 најдобри играчи. Еве прв гол за Денковски. Намалено водство на 9 спрема 3. Направен е прекршок врз Лјатифи, еве жолт картон. И тоа ќе биде седмерец. Да видиме сега дали ќе има исклучување. Само опомена за Клековски, еве го и првиот удар од 7 метри на денешниот напревар. Прецизен е Идризи, негов втор гол. Ринија води со 10 спрема 3. Клековски, Милодиновски. Судиите велат престап. Топка за гостинскиот тим од Скопје. Ова се чекори евидентни, добро го забележаа тоа судиите. Потребна е малку поживо игра во нападот на ракометарите на Куманово, меѓутоа серија грешки, брза контра и гол.
Тоа е прв гол на Салију, 11:3. Дали веќе победникот се решава во овој дел на преворот, 8 гола разлика. Клековски нема гол, нова интервенција. Не успеа ниту Миладиновски. Одлично брани гостинскиот голман Шенол. За сега нема ниту Д од ова дерби на колото. Екипата на Куманово има убедлива негатива од 11:3, да видиме само. И сега катастрофална грешка, слаб удар, високо над голот, останува 11:3, а сега 2 минути пауза за Ангелковиќ поради приговор кон судиите. Еве уште еден седмерец, невнимание таму во одбраната. Фаулиран беше Лјатифи. На голот на Куманово е ветеранот Петковиќ, да видиме дали тој ќе успее да го одбрани ударот од 7 метри. Трет гол на Идризи, 12:3. Значи, само за подсетување, овој состав што го гледате денеска на паркетот во спортската сала во Куманово е сосема поинаков. Тоа значи дека од оние стандардни правотимци кои настапува во есенскиот дел, за сега само е Андреј Миладиновски. Тоа беше обид на Салију, меѓутоа добро беше изблокиран Лјатифи. Тешка позиција, биеше Гаши. Миладиновски ефектен гол, 12:4. Помина 16 минути од првото полувреме. Измена во екипата на Ринија. Во игра со број 22 е Рамадани. Одлична акција. Кузмановски асистенција. Прв гол на Цветковски. Еве сега добра серија на домашниот тим од 2 гола едно по друго и намалено војството на Ринија на 12:5.
И да видиме сега што велат судиите. Исклучување на Кузмановски. Нов седмерец за Ринија. Сега ќе бие Анđелковиć. Убав гол, рутинирано. 8 за него од 13 на гостинскиот тим. 13-5 води Ринија. Одличен погодок. Повторно Цветковски, негов втор гол. 13-6. Игри Куманово има играч помалку. Убав погодок со број 6. Гаши. Прв на денешниот напревар. Гостите ја искористија предноста с големија на 14-6. Да видиме сега тренерот Горан Миладиновски бара тајмаут. Моментално 14-6 води Ринија, убедлива предност од 8 гола разлика. 18,5 минути помина од првото време. Како за сега стојат работите, се чини дека екипата на Куманово многу тешко ќе стигне до планираните бодови на денешниот напревар. Без 4 стандардни правотимци, тоа го реков и во најавата. Домашниот тим денеска ќе има, па би рекол, невозможна мисија да го совлада конкурентот за пласман во Суперлигата, тимот на Ринија. Но што е да е тука е, ќе мора да до крајот да се борат домаќините. Во спортот никогаш ништо не е загубено. Меѓутоа, евидентно е и се гледа неиграњето на овие 4 ракометари, колку тие значат за оваа екипа на Куманово. Тоа најдобро го покажува и овој моментален резултат на семафорот. Почетничка грешка. Не успеа со број 9 Петрушевски, а гостите организираат полека нов напад. Изворена акција. Најбавиот момент во досегашниот тек на преворот. 9-ти погодок за Стојановиќ, кој игра во овој момент изворено. 15-6. Одличен гол за Клековски. Втор на денешниот напревар. Петнаесет спрема 8 стои на семафорот. Сепак 15-7, корекција од записничката маса, а сега тајмаут бара и гостинскиот тренер.
Исмаили. И некој да подсетам дека во првата лига поесенскиот дел лидер на табелата е тимот на Богданци. На второто место е екипата на Вардар 2, а трето и четврто место се по 22 бода го делат екипите на Куманово и Иринија. Доколку денеска загубат домаќините, а најверојатно така и ќе се случи, тогаш шансите за пласман во Суперлигата ќе станат се потешки, бидејќи екипите на Богданци, Вардар 2 и Ринија ќе се оддалечат од тимот на Куманово. Меѓутоа, доколку во тимот се вратат ракометарите на Куманово, оние тројца ударни играчи, Мартин Ангеловски, Тасевски, Трајчевски, мислам дека тогаш Куманово би била сосема поинаква екипа и тогаш веројатно ќе дојде и до поголем квалитет во игра на домашниот тим. 21 минута од на преворот, 7-15 води Ринија и гостите имаат напад. Миладиновски е прецизен. Втор гол за крилниот играч на Куманово. (15:8). Би било добро на коментарите на Куманово доколку успеа да намалат оваа разлика на 4-5 гола на полувремето, па тогаш да може да се надеваат на некаков поволен исход од овој напревар. Еве гол. Одлична серија. Прв за Наумовски. 15:9 води Ринија. Стојановски, Анđелковиќ. Добро беше ова замислено, меѓутоа интервенција на Кузмановски. И сега да видиме што велат судиите и случување. Мислам дека во оваа ситуација и претера. Немаше толку груб прекршок, барем колку што може да забележам од овдека од трибините, но 2 минути пауза за домаќинот. Повторно Ринија има играч повеќе. Со број 8, силен удар, прецизен Салију, негов втор гол, 16:9. Миладиновски, одличен потек. Трет гол за него, 16:10. До крајот на првото полувреме, уште 7 минути. А Куманово уште 1 минута со играч помалку. Дале овдека немаше прекршок,
Што велат судиите? Судијска двојка на денешниот натпревар е Вукашиновски и Трајковски од Скопје. Салиу, Ангелковиќ, Стојановски, сега каква грешка на Кузмановски. Чиста ситуација. Десети гол на Ангелковиќ. Едноставно игра незадржливо во првото полувреме. Куманово е комплетно, меѓутоа можеше да искористи премалку она ситуација и да намали на 5 гола разлика. Вака повторно гостинскиот тим води со 7 гола предност, 17-10. Кузмановски. Одличен потег на Кузмановски. Добре, колку толку Куманово се приклучи во овој натпревар, некако фати ритам, ја одржува оваа негатива од 6 до 7 голови разлика. Во еден момент Ринија имаше и 8 голови предност. Судиите ја кренеа раката. Тоа може да биде пасивен напад, добра интервенција. И сега одново жестоки реакции од публиката на оваа одлука на судиите. Треба веќе да биде ова пасивен напад. Од невозможна ситуација. Втор гол на Гаши. 18-11 води Ринија. Уште еднаш Кузмановски, извореден потег. Втор гол, 18-12. До крајот на првото полувреме уште 3,5 минути. Добра интервенција на Петковиќ. Евидентно е дека екипата на Куманово игра многу подобро во одбраната, подсврсто, прохрабро и како поминува времето, гостите имаат се помалку можност да бијат од чисти ситуации. Меѓутоа, Ангелковиќ е за сега нерешливата енигма за екипата на Куманово. Негов 11-ти гол. 19-12 води Ринија. Клековски. Одлично изработена акција. Втор гол за Наумовски. 19-13.
Анđелковиć. Неверојатно колку проблеми им создава на ракометарите на Куманово овој играч. Ново исклучување, 2 минути пауза и повторно Риние има играч повеќе. Малку среќа сега и за ракометарите на Куманово. Клековски изворен гол. Трет гол за Бојан Клековски и еве само 5 гола преднос за Ринија, 19-14 до крајот на првото полувреме, уште 40 секунди. И сега големо невнимание на одбраната на Куманово, 12 гол на Анđелковиć, 20-14. И каков гол со број 6 гаши крај на првото полувреме. Ринија води против Куманово со 21-14 по првите 30 минути. Почитувани гледачи, следува пауза од 15 на минути, па ќе се чуеме на почетокот на второто полувреме. Гледачи, почеток на второто полувреме од дерби на преворот помеѓу ракометарите на Куманово и Ринија по првиот дел. Убедливо водство на гостинскиот тим со 21-14. Ке подстам уште еднаш за оние што се вклучија подоцна во овој напревар, да кажам дека екипата на Куманово денеска настапува значително слабната со неиграњето на неколку стандардни правотимци. Тука пред се мислиме на Давид Кузмановски, кој веќе замина во странство, потоа го нема голгетерот Мартин Ангеловски и бекот Тасевски, а не настапува и кружниот напаѓач Даниел Трајчевски. Прв седмерец за екипата на Куманово и реализиран. Четврти гол за Андреј Миловиновски. 15-21, 6 гола преднос и ова не е голема разлика. Меѓутоа ќе биде потребно ракометарите на Куманово да вложат дополнителни напори за да може да се вратат во овој напревар. И еве сега неверојатно чиста ситуација за Спасич, а на спротивната страна сигурен гол со број 17, ефикасен беше, мислам дека тоа е Синани. Него прв погодок. Наумовски, Денковски. Уште еднаш Денковски.
Фолдиран беше Костовски. Удар уште еднаш на Денковски. Добра интервенција на Шенол. И уште еднаш не успеа Костовски. Останува 15-22. Среќа имаше домашниот тим во оваа ситуација. Да видиме дали ќе има брз против напад и лошо проигрување. 3-1 по друго ситуации, рекометарите на Куманово може да ги реализират, меѓутоа направија грешки и останува негативата од 7 голови разлика. Салију, Стојановиќ, Салију. И неверојатно какви грешки прават домаќините, се лути домашниот тренер Горан Миладиновски и со право не сме да се прават вакви почетнички грешки. Стојановиќ. Одлично таму беше затворен гостинскиот ракометар, сега Стојановиќ. Ово е негов 13-ти гол. Не се сеќавам одамна да еден ракометар така игра супериорно во однос на своите противници, како што игра денеска Стојановиќ против екипата на Куманово. За 35 минути постигна дури 13 голови. Клековски одличен гол. Четврти за младиот играч на Куманово. 16-23. Салију Стојановиќ. Стојановски не успеа да проигра. Одлична интервенција на Кузмановски. Спортски подадена рака за Стојановиќ и нов напад за Ринија. Добра интервенција сега на Миладиновски. Ја засилија играта во одбраната, домаќините. Бара Миладиновски да се игра уште почврсто во одбраната, да не се калкулира. А сега фаулиран беше Клековски. Миладиновски извореден потек. Пети за Андреј. Тридесет и седма минута. Одна преворот 23-17. 6 гола разлика за Ринија.
Тоа беше прв гол на Лјатифи. 24-17. Кузмановски. Фаулиран беше Клековски. Ке мора да му се укаже лекарска помош. Денковски, Наумовски, па уште еднаш Денковски. Слаб удар по средината на голот. Лесна работа за Шенол. Напад за Ринија. На два пати добра интервенција на младиот голман Ристич, меѓутоа немаше кој да ја прифати оваа топка. И во третиот обид не можеше да направи ништо. Втор гол за Лјатифи, 25-17. Да видиме сега што е досудено. Дали е тоа неправилна измена? Така е, 2 минути пауза за еден ракометар на Ринија. Продолжува на преворот. Наумовски, Денковски, Кузмановски. Не ја прифати оваа топка Костовски, веднаш брза контра. 14-ти гол на Стојановиќ. Дваесет и 26-17. Шести гол за Милодиновски. 26-18. Поминаа 10 минути од второто повреме. Останува Ринија во напад. Каков гол со број 19. Проектил на Стојановски. И нова грешка на Куманово, меѓутоа топка за Ристичеве, шанса да се организира брза контра и конечно гол. Дваесет и 7-19. Клековски, зорен гол.
пети за Бојан, 27-20. Дали ова не беа чекори. Милодиновски, Денковски. Денковски. Неверојатно, ова беше чиста ситуација. Штета можеше Куманово да намали на 6 голови предност, вака останува 27-20 до крајот на преврат, уште 17 минути. И уште еден прекршок, признава Клековски таму дека фаулирал. Убав гол. Трет за Салију, 28-20. Клековски извореден погодок. Шестина на преворот, одлична партија на младиот член на Куманово. Заедно со Милодиновски најдобрите поединци во екипата на домашниот тим. 28-21. Еве нова шанса да видиме Милодиновски извореден гол. Седми за крилниот играч на Куманово и еве одново она разлика од 6 голови негатива. Никако Куманово не успеа да ја спушти за на преворот да биде поинтересен. Еве нова можност, Милодиновски има чиста ситуација и гол. Осми, 28-23 до крајот на преворот, уште 15 минути. И да видиме дали ќе присуствуваме на возбудлива завршница, иако тоа не се очекуваше. И сега судиите велат дека имало таму некаков прекршок, опомена за Наумовски. Следниот приговор ќе значи исклучување. И штета, гол. Прв за Џаферовски, 29-23. Изворена асистенција, прекрасен гол. Дваесет 24.
Сега брани голманот на без причина брза Кузмановски. Можеше да се организира мирен напад. Трет гол за Стојановски, 30-24. Се враќа на голот на Куманово ветеранот Петковиќ. Клековски. Ова е прекршок во напад. Судиите ја прекинуваат играта, можеше да дозволат на преворот да продолжи. Во секој случај топка за Куманово. До крајот на преворот уште 12,5 минути. Куманово 24, Ринија 30. Убав гол. Прв за младиот Стојмановски. 30-25. Останува Ринија во напад. Кузмановски бара прекршок од кружниот нападач на Ринија, меѓутоа судиите не реагираат. А сега без причина прекршок фаулирање Стојановиќ и гостинскиот тим има играч повеќе. Ова е прекршок во напад, меѓутоа ова е голема грешка на судиите. Мислам дека не се во право во оваа ситуација. Ова е втора спорна одлука на судиската двојка од Скопје. А на спротивната страна убав гол со број 19, четврти за Стојановски. Стојмановски, Милодиновски. Не успеа Клековски. Останува 25-31. До крајот на преворот уште 10 минути.
Убав гол за Наумовски. Со играч помалку, 31 26 според мојата евиденција. Ово е 15-ти гол на првиот играч на преворот Стојановиќ. Нема што повеќе се зборува за неговата игра. Изворена партија на бекот на Ринија, а еве го и 16-тиот гол. 33-26 и одново Ринија ја враќа на преднос од 7 голови разлика. Осум минути до крајот. Се помалку надеж за ракометарите на Куманово дека ќе можат да направат поволен резултат на оваа средба. Но да го сочекаме и крајот на овој дуел. Стојмановски, одличен гол. Игра храбро младиот член на Куманово. Нема респект кон своите противници. Еве го неговиот втор гол. 33-27. Меѓутоа, невнимание во одбраната, сигурна реализација на Латифи, негов трет гол, 34-27. Измена на голот на Куманово, Георгиевски во игра, изворена асистенција, уште еднаш Стојмановскија гол на Спасич. Според мојата евиденција, тој е негов четврти погодок. Пети гол на Стојановски. Попушти играта во финишот на преворот на ракометарите на Куманово. 35-28. До крајот на преворот уште 5 минути, значи полека можеме да резимираме екипата на Куманово ќе го загуби овој дерби напревар. Ќе подсетам по трети или четврти пат во текот на ова снимка дека Куманово настапува без ударната бековска тројка која беше главна во играта во есенскиот дел, без Давид Кузмановски, Мартин Ангеловски, потоа Тасевски го нема во тимот, а недостасува и првиот кружен напаѓач Даниел Трачевски. Со збор екипата на Куманово преполовена настапи денеска и поради тие причини не можеше да пружи посилен отпор на поквалитетниот тим на Ринија од Скопје.
во гостинскиот тим, централна фигура на напреворот, а можеме да кажеме слободно, го победи и сам тимот на Куманово, тоа е бекот Анđелковиќ со 16 голови. Одлична асистенција, гол на Спасич. Пети за него во екипата на Куманово, Милодиновски 8, Клековски 6, Спасич 5. Тоа се најефикасните играчи на напреворот. И уште еден гол. Цветковски беше стрелец. 30-35 до крајот на преворот, уште 3,5 минути. Добра интервенција на Георгиевски. И сега каква грешка на домаќините. Фаулиран беше Анđелковиќ. Невнимание во одбраната на Куманово. 17 гол на најдобриот играч на линија денеска, 36-30 до крајот на преворот, уште 2 минути. Фаулиран беше Стојмановски, да видиме дали ќе има исклучување, така е. Слаб удар на Николовски, високо над голот. Останува 36-30. И уште едно исклучување за ракометарите на Куманово. Девет метри за Ринија. Добра интервенција на Георгиевски. Гол. 36-31. Нема време за некаков пресврт. 1 минута само до крајот. Анđелковиќ, добра асистенција и гол. Со број 11, прв погодок за Исмаили. Тридесет 31. Во финишот на преворот, тренерот Горан Милодиновски дава шанси на овие помладите ракометари.
Одличен потек. На Клековски. Негов седми погодок. 37-32. Да видиме сега интервенција таму на делегатот на овој напревар. Нема причина сега на 6 секунди до крајот. И тоа е крај на дербито на првата лига. Ракометарите на Куманово доживеа пораз на домашен терен од тимот на Ринија со 37-32. Централна фигура во екипата на Ринија беше Ангелковиќ со дури 17 голови. Во екипата на Куманово Андреј Миладиновски постигна 8, Клековски 7. Почитувани гледачи, тука некаде и крајот на оваа снимка од овој направи. Посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.